Во околината на Скопје велат најдобрата ружа на ветрови ти била околу Бардовци. Ако е така, тогаш еколошки најчист простор е по десната страна на Вардарот, околу селата Орешани и Зелениково. Да, така тврдат во Орешани по старите негови жители. И за да го засилат тврдењето го подкрепуваат со фактот дека со селото паралелно пулсира и огромната викенд населба со над 250 викендици. Море вистински вили и куќи за живење. Да, Орешани е средно големо село на 20 на километри од главниот град Скопје. Орешани веќе не е слепо црево. Порано во светот се заминувало само преку турскиот макадам, преку Морани и Драчево. Сега орешанци можат да одат и доаѓаат како сакаат, преку Драчево или по овој нов, убав пат преку Петровец и Маџари. А имаат и железница. Дури 9 возови дневно поминуваат низ Орешани. Аеродромот Петровец им е под нос. И авионите. Поблизу им се авионите од Скопјани. А ако решат, еден ден може да патуваат и по вода. И Вардарот им е под прагот. А што? Како настанало Орешани? Орешани името настанало сега од деда ми даде што постоело едно друго. Имало ораси многу. Тоа и по тоа им ораси што стаја имало многу и го поставиле село Орешани, да се вика. Село постои може над 200 години, а дедо ми било село од 3 куќи, православни наши куќи биле православни 3 куќи. Тошевци и Грчарица. Од Грчарица биле двајца браќа и постоело, а дедо ми бил еден Николе се викал и Тошевци и така било 3 куќи само, другите биле муслимани, други. После се намножувало се, од градоци дошле, од Зелеников, некои од Таор, некои сите, да речеме, се населиле овдека. И сега, ние као староседалци се множиме. Не бегале, младите не се иселувале, мислам, на друго место. Останале тука. Ние сте 20-30 куќи, Грчаревци може 50 куќи се, значи селото, а другите се дојдени од Зелеников, од градоци, до све дека има некој од Кумано, некој село дојдени. Не, ја не знам да има некој селени од овдека, од друго село. Ние све сме останувале тука, си правиме куќи, си онадуваме, све тука ние. И убав живот. Сега некој ако неќе да работи, да нема живот. А ако сака да работи, има. Има све што. Имаме и воз тука близу, и автобуси имат редовно свет, на 20-30 минути автобус. Возови имаме по 5-6 воза дневно и за Скопје, и за Велес, за Гевгелија. Имаме превоз во кој доба сакаш. И со своји коли, сите скоро куќи имаат коли. Затоа не се иселуваат. Да, затоа не се иселуваат од овдека, зашто и близу сме до Скопје. Градот е да се исели за Скопје, а тука има добар живот, да приме, кој што сака да работи. Така велат постарите, тоа со името и постанокот. А Славко ем памети многу, ем работи многу. Не за него, тој влегува во 9-та деценија од животот, туку за потомците. Од Орешани не се бега, во Орешани се доаѓа. Од минатото многу оддалечено сме биле. Без патишта, без светло, без мост на Вардар, со чамци сидело, мизерија. Од тога до сега, или прва продавница се отворила ова зграда што е овде, во селото. Немавме продавница, моравме да идеме или Зелеников или Драчево. Со тоа се отвори ова продавница. И тука сите артикли ги имаше. Како тако се живеше. Пат немавме ништо. Потоа се направи асфалтот. Се направи мостот. Асфалтот кој што го поврзуе од Драчево до Зелениково. Мостот се направи исто, први правеше армијата. Го бутна поплавата.
од тука Маврово направи поново мост. Со тоа, значи, се поврза Таор, Орешани, Зелнико со преку тој мост. Меѓутоа, тој мост кој се направи, немаше исто пат према Ржаничино. Значи, до Таор слепо беше. Ако иде за Катланово, кога врне, враќај се. На Ржаничино, враќај се. А сега? Сега се поврза Таор, Ржаничино со асфалт. Тоа да станат стари, да видат дека преку тој шамак поминал асфалт, ќе се чудат. Сега до Скопје како идете, од две страни? Од двете. Кој? Од своите страни. Петровац, Скопје. Петровац, Велес, аеродром преку Петровац. А порано се идело од овде Драчево, Лисиче долно, Идризово, Петровац, да дојдеш до аеродром и било како, и за Велес. Сега, значи, скратено е многу со овој пат што се отвори према Ржаничино. Сега имаме градски, железница. Исто со превоз со коли, со све. Градски превоз? Превоз има редовно, на секој 30 минута градски иде. Значи, тоа, греота да се човек пожали, со асфалтот, со воз истото, за 10 минути се у Скопје. Станицата е овдека поставена спирката, 9 воза за Скопје идат, 9 воза од Скопје за Велес. На секој половината? На секој пола сат воз. Вода имаме градска, одвод имаме градски, со што е ЈКП Зелеников преку општината, сметот го собират исто комуналното, све е добро, све малце ќе не бине со струјата. Што е проблемот? Проблемот е со струјата што исклучува. Дали е грешката до Евана или како е, не знам, по 2 дена, по 3 дена се дешава струја да немаме. Тоа мора да се реши. Тоа, мислам, треба да се реши. Со стова, они имаат обележа, поготово овој дел, мала грменевина, овој дел немаме струја. Значи, тука ако се побоша, нема проблем. Другото е све решено. Улиците со светлени, си работи светло, све тоа е исто решено. Асфалтирање скоро свите улици, сега треба некои поправки, али мислам ќе се поправат тие. Нова улица имаме направено, индустријска зона имаме оформено сега. Уколку биде таа индустријска зона, ќе има фабрики, ќе има запослување. Еве, првата фабрика ова е Хајтеч, која преку 300 има запослено. Само од ова население од општина Зелеников има преку 30 души запослено. Значи, колку е скратено за работата. Не чека толку превоз, не чека гужви, има. Па сега, и ако се направат и другите овие, како што е планот, онда ко решени, ќе процвета, како местна заедница и како село и така. Имаме преку 250 викенд населби, преку 250 куќи, со домаќинството над 500 и до 600 броја, со деца, со све, тука се брои. А народ без паметење и вера не го бидува. Орешани да биде без црква. И тоа не го бидува. Селото се шири. Мора да има убава и средена црква за верниот народ. Цветан е дојденец, ама во селото кажаа дека околу и во црквата е речиси се негово дело. Секоја чест Цветан. Црквата се вика Свети Атанасий. Негде каде 98 почната, осветена 2004 година. Изградена. Кој ја градеше? Па самите селата. Со доброволни прилози? Доброволни прилози, донации, така помали и затоа и спор се градеше. А зошто решивте баш тука да ја градите? Па тука од време постоеше овој крстот, што е позади мене, а и у времето беше ова место определено за погреб на некрстени деца. Што значи тоа? Тоа, значи, тука се погребува и се рачунаше како верско место и затоа тука се изгради. Што слави селото? Епа го слави овој зимски како секоја црква у Македонија
и летниот 15. мај. Селска слава прогласена. Да. Мене ме запослуваат да речем едногласно во селото, да работам од 2004 као домаќин. Цело време, значи не е само домаќин, него да се гради, огради, стази, простори, внатре во црквата. Тоа све јас сам. Па овие стази што ги гледате, паркот, садење дрвца, оградава, тоа не е ограда, фактички потпорен зид и ред други работи. Само со овие прсти, без ничива помош. А внатре? Внатре исто. Ламперијата работе со жената, но е 22 дена. И, значи, помош работна немав. Среќна ми е душата, значи ја исто водам и финанси, све што се работи околу црквата, само ја. Одбор имам, некој ще консултирам, али јас што ќе кажам, не ме одбиват никош. Поп имаме во Зелениково, по потреба го викаме, пошто таму е центарот, и така, ја го повикувам. Што следи? Што ви недостасува? Сега има две работи, барем крупни. Звоник немаме, или камбанерија, како да ја речем, и сала. Тоа немаме, сега ќе се трудиме, колку можеме, ќе правиме нешто. Постарите знаат, море знае и поранешна Југославија и половина Европа. Од овие простори, од Орешани до Зелениково, се раѓа највкусната крушка. Ние постарите го паметиме Марко, директорот, и за другата слобода од Зелениково. И крушките. Го нема Марко, ја нема за другата, ама крушките од тука и понатаму се највкусни. Па точно е. Не се превариле ако кажале така. Прибидејќи сум пензионер, и јас и сопругата, и за да си го потребиме времето, се занимаваме со земјоделие и сточарство. Од сточарство чувам телиња, крави, овци и тие ги хранам со сопствена храна, претежно со сопствена храна. Произведувам околу 5-6 тона жито и едно 10 тона пшенка. Твоја земја? Од сопствена земја, да. Имам нешто и земја под кирија земено, нешто имам сопствена, мада имам и овошни насади, имам околу 400 дрва, круши од сорта, вилјамовка, други енди, зимски, летни, кајси имам 90 дрва, праски имам 100 дрва, така да и бавче исто обработуваме. Во целото тоа работење ми помагаат синовите, имам 2 сина и 4 внуци, ми помагаат синовите, ама за сметка на тоа не купуваме месо. Ја на есен колам по 2, по 3 свињи, еден бик го правам на 500 кила го колам. Така да месо не памтам кога сме купиле. Кокошки чуваме исто 40-50, јајца за фамилијата, за сите 10 души, мислам, произведуваме храна да не купиме. И така, не е многу лошо, ако се сака да се работи, не е многу лошо, може нешто да се... Може не е идеално, ама може доста да се допринесе за да се растеретиш околу буџетот, да ти е покомотен, можеш да се растеретиш. Имаме 2 трактора, еден за увотњако за орање, Тома Винковиќ, еден Фергусон. За прскање имаме прскалка, комплет, да, комплет имаме. Имаме систем спроведено за наводнување. Имаме сопствена вода во сите 3 парцели кај што имам овошје, имам сопствена вода со систем за наводнување. Оваа клима одговара. Еве, ние имаме италијанска сорта на круши и перфектни се. Ние сме мереле, имаме круша од 750 грама. Овој крај бил познат по овошјето. Најубавата круша и најубавите праски биле од Зелениковскиот регион.
и Орешани тука припаѓа, Таор. Значи овој регион, мислам, произведувал секогаш квалитетно овошје, квалитетно. Се може и благодарение на чистата околина, сепак овој крај е релативно чист, не е загаден, нема такви фабрики кои би допринеле да се загади воздухот, природата и така. Ние сме задоволни до сега од ова што го имаме и како производство квалитетно ни е. Квалитетно ни е. Добро, не е лошо. Треба да земат поука луѓето, бар тие што се во село, и времето ќе си го потребат, а и придобивка е. Да, кој се труди, кој работи, ќе има, барем за спокоен живот. Тоа и тихо го потврдува. А ние продолжуваме во некое друго убаво село во Македонија.